Почитувани граѓани, во претходните години, нашиот главен фокус на внимание беше насочен на полето на отворање на нови работни места. Работевме напорно со цел да привлечеме што поголем број на инвеститори. Резултатот од работењето на владата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, е отворени 119.186 нови работни места, споредено со 2006 година, во едно исклучително тешко време на светска и европска економска криза. Оваа бројка ја достигнавме преку привлекување на десетици странски инвестиции кои отворија фабрики низ целата земја, како и преку другите активни политики и посебни проекти за отворање на нови работни места кои како влада ги спроведуваме. Нашата цел е до крајот на следниот 4-годишен мандат стапката на невработеност да се намали на ниво од околу 22%, што е остварливо доколку нема нови кризи во европската и светската економија. Тоа значи дека во следните 4 години во Република Македонија ќе се креираат најмалку 64.000 нови работни места. Овие проекции, предвидени со програмата, ќе ги постигнеме меѓу другото и преку продолжување на политиката на активно привлекување на инвестиции. Во тој правец, во следниот период ќе започне отварањето на над 30 нови фабрики само во зоните. И тоа, Маккарт, германски производител на автомобилски делови, објави дека ќе инвестира 35 милиони евра во фабрика во Велес, при што ќе обезбеди над 600 вработувања, а ќе почне со изградбата оваа пролет. Во Кавадарци ќе стартува инвестицијата на Кофикап, производител на кабли, кој ќе инвестира 10 милиони евра и ќе обезбеди 150 вработувања. Турската компанија Менсан од автомобилската индустрија објави дека ќе инвестира 10 милиони евра во зоната во Скопје и ќе вработи околу 100 лица. Британската компанија Endava, специјализирана за производство на софтвер, објави дека отвара центар за развој на софтвер во Скопје и ќе вработи 450 IT инженери во следните 3 до 4 години. Потоа планираат проширување, но надвор од Скопје, во градовите во внатрешноста на земјата, со кое проширување планираат да стигнат до 1000 вработувања. Epauland, компанија од Дубај, чија што инвестиција изнесува 10 милиони евра, веќе почна со изградба на откупно дистрибутивен центар за јаболка во индустријската зона Макази, близу Ресен. Предвидено е складирање на 10.000 тони јаболка, откуп на значаен дел од јаболката во регионот и вработување на најмалку 100 лица. Холандската компанија Антура, со 6 милиони евра вредна инвестиција од областа на хортикултурата, веќе го гради својот објект во Кочани и ќе почне со пробно производство годинава, а планира да вработи 300 лица. ID Балкан е холандска инвестиција која веќе започна со изградба на фабрика за производство на печорки во индустријската зона Овчеполе во близината на Свети Николе, со план да вложи околу 3,5 милиони евра и да обезбеди 300 нови вработувања. Производителот на медицинска опрема од Турција, Eastern Medical, објави дека во средината на 2014 година ќе инвестира 8 милиони евра во Македонија и ќе вработи 250 лица во своите капацитети во зоната Скопје 1. Потоа тука би ги спомнал и американската инвестиција во Кичево на мултинационалната компанија Key Safety Systems за воздушни перничиња во износ од 25 милиони долари и 1000 нови работни места, како и германската инвестиција од автомобилската индустрија во Охридско-Струшкиот регион во износ од 20 милиони евра и 800 вработувања. Украинската компанија за преработка на бакар Константиновски плант донесе одлука да инвестира во Македонија и по направени детални геолошки истражувања на 3 наоѓалишта во Македонија, следи, освен отворање на 3 рудника, 2 во Воландовско и 1 во Старо Нагоричане, и изградба на 2 фабрики во Воландовско, кои ќе бидат во близина на рудникот. Оваа инвестиција се очекува да достигне вредност до 200 милиони долари и до 500 работни места. Канадската компанија Euromax, која планира инвестиција во рудникот за злато и бакар во Иловица, предвидува вложување од над 500 милиони долари и ангажирање на 300 до 400 лица, додека по изградбата на рудникот за бакар и злато, кој треба да биде готов за најмногу 5 години, ќе се вработат 500 до 600 лица. Работата на терен треба да почне во 2017. Дополнително, уште една компанија од Англија, на чие привлекување активно работат, купи концесија за рудник во Воландовско, во близина на селото Башибос,
и неодамна не информираа дека наскоро планираат да ги објават своите планови за работа, инвестиции и вработување. Исто така, потпишан е договор за концесија со Скопски легури, со што ќе започне со работа рудникот за манган Стогово, лоциран во Кичевско, која предпоставува нови 350 вработувања во рудникот, плюс уште толку индиректни вработувања. Во близина на Кичево се даде на концесија и рудникот Тајмиште, чие реактивирање се очекува оваа или следната година. Собствениците на рудникот Саса купија уште една концесија за нов рудник во близина на сегашниот, каде планираат вработување на нови 70 работници. Уште 4 други рудници се очекува да се отворат во период од 2 до 3 години во регионот помеѓу Пробиштип, Злетово, Делчево и Крива Паланка. Мултинационална компанија од Италија, од печатарската индустрија, планира капацитет за компоненти за печатарска индустрија со нови 200 вработувања кај Скопје. Американската компанија Amphenol веќе започна производство на автомобилски делови во Кочани и планира проширување до околу 1500 вработувања во следните 3 години. Италијанската компанија ИТЕК за производство на композитни материјали најави наскоро почеток на градба на свој капацитет во слободната зона во Тетово, каде планира да вработи 200 луѓе. Друга италијанска компанија за производство на LED лампи најави наскоро почеток на инвестиција во која ќе вработи 150 луѓе. Англиската Euro BPO веќе започна свој бизнис со 15 на луѓе за аутсорсинг на бизнис процеси, консултантски услуги, и нивниот план е да стигнат до 450 вработувања во 3 години. Ова се само дел од компаниите кои или веќе објавија влез во Македонија, дел од нив и започнаа да градат капацитети, или неформално не информираа дека донеле таква одлука. Но покрај овие компании, владиниот тим за привлекување инвеститори е во длабоки преговори со многу повеќе од овие компании и се надеваме дека дел од нив ќе резултираат со успех. Освен преку странските инвестиции и преку поддршката на земјоделството, кои ќе учествуваат со значителен дел во отварањето на нови работни места, тие ќе се отвараат и преку активните политики и мерки за самовработување, преку капиталните инвестиции и преку директните мерки за поддршка на домашните инвеститори. Ова се само 24 проекти и ветувања за отворање на нови работни места предвидени во програмата. Прочитајте ја програма и одете на проверено, затоа што има разлика. Има разлика. Ти знаеш да препознаеш. Заокружи број 5